За власта развоен, за опозицијата популистички закупување избирачки гласови. Вака претениците го оценија предлог ребалансот на буџетот во собранието. Опозицијата очекува удри врз капиталните инвестиции, кои се кратат за 50 милиони евра, за да има раст на платите за 5% во администрацијата. Капиталните инвестиции, кои првично беа проектирани на 420 милиони евра, сега ќе изнесуваат 370 милиони евра. За претениците на ВМРО ДПМН овој потек е показател на неефикасноста на институциите да ги спроведат клучните проекти. Министерката за финансии призна дека е неопходно подобро планирање на капиталните инвестиции. Средствата за инвестиции во образованието се скратени за 218 милиони денари. Овие средства се скратени од изградба на основни и средни училишта, реконструкција на средни училишта, реконструкција на ученички домови и најголемото кратење, изградба и реконструкција на студентски домови. Оваа година дополнително имаше председателски избори, дека има проблем со изведувачите, дека има проблем со ретендерирање на постапки и се согласувам со вас дека треба да се работи на подобрување на планирањето на пред се, а потоа и на спроведувањето и имплементацијата. И тоа ви ветувам дека ќе биде една од моите заложби да се работи на подобра реализација на капиталните инвестиции. За опозицијата нема економска логика да се крати од клучните проекти за да има повеќе пари за пораст на платите во администрацијата и приватниот сектор, а продуктивноста на работниците да стагнира. Се критикуваше и проектот Мој ДДВ и задолжувањето. Министерката за финансии објасни дека годинава за враќање достасуваат 553 милиони евра стари долгови. Новото задолжување ќе изнесувало 215 милиони евра, од кои 141 милион ќе се обезбеделе со задолжување дома, а 73 милиони во странство. Првата половина на 2019 година е зголемен за 600 милиони евра во апсолутен износ, а имаме катастрофално ниво на реализација на капиталните инвестиции. Логично е прашањето за каде се трошат парите, односно каде завршува зголеменото нето задолжување. Странското задолжување ќе се реализира преку повлекување на средства од поволни кредити од странски финансиски институции, наменети за финансирање на одделни проекти, како и преку DPL заемот за развојни политики за јавни финансии и конкурентност, во износ од 125 милиони евра, кој е финансиран од Светската банка. Со ребалансот се одвојуваат 6,5 милиони евра за субвенционирање на плати, 30 милиони евра за стекнување целосна државна собственост на Гама, за колекторскиот систем во Охридското езеро ќе има 3 милиони евра. Вкупните приходи се детерминирани на ниво 3,4 милиарди евра, додека вкупните расходи ќе изнесуваат 3,7 милиарди евра. Буџетскиот дефицит ќе изнесува 2,5% од бруто домашниот производ или 288 милиони евра.